Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Здраво, добро вечер, драги мои. Не може ниеден кој работи на телевизија пред емисија, а да не користи пудра. Обично тоа се фолира, знаеш, ништо маже овоно. Ја заборев да ставам така да успеав да се исфенирам. Гледаш како делуваме работа. Затоа што се смета на која сум на оваа сум. Дај ме на оваа друга. Така, дај ме. Вака може подобро да се гледа. Затоа што се смета за невкус и вулгарност да ти свети носот и челото. Max Factor X. Супер ми е. Таман ми е. Не ставам она течна подлога, па врз неа, па ту маче. Само колку малце да го замати, како се вика, сјајот. Бидејќи, за разлика од сите мои колеги кои не дека јас сум нешто подобар, него тој ми е ритамот. Многу подолго сум пред камера, а многу долго пред камера со многу светло, кожата природно дише и испушта лачи и така натаму, така што, знам, лата сме, многу ме тролаше, ставаш те као пуси, ово, она, шо ставаш пудра, ме зафркаваш. Во смисла на, викам ти не ставаш никогаш. Да, ама он никогаш поише од 30 минути не е вести, ти текнува. Така што секогаш беше у предност да се осеќа као она туна у собственом сосу. Шега, малце логореични вежби за разгибавање. Додека да започнеме со темите. Ја како радиоводител, радиски, она што ми се навежбало во животот е да зборам, бидејќи на телевизија можеш и да застанеш и тоа да има нешто, пак некоја порака, но на радио, ако заќутиш, тоа е штама. Тоа е блекаут, тоа е менување на станица. Затоа и кога ќе застанеш и сега, тоа изгледа ми влезе и така. Можам да стартувам емисија и да не престанам да зборам, иако немам никаква тема или за што конкретно би зборел. Инаку, вака душава ми врие, стварно има една работа која многу ме одушеви, морам да ја споделам со пучанство. Се работи за нашиот Vice Prime Minister, кој на тако речи, тако звано отварањето на започнувањето на работите на коридорот. Кажи 8. Кажи 8. Ај пушти да го чуеме првите. Дајте, радувајте се, ве молам, радувајте се гради во држава, значи сите ќе имаат работа, ќе биде добро за цело општество, за сите граѓани и мислам дека мичката може ми да ви ја поклонам ако сакате.
Dajte, radujajte se, molam, radujajte se gradivo država, znači sitek imat работа, ќе биде добро за цело општество, за сите граѓани и мислам дека мичката може ми да ви ја поклонам ако сакате. Dajte, radujajte se, molam, radujajte se gradivo država, znači sitek ima. Го знаеш Ликов? Бившиот министер за здравство во владата на Груевски? Така. Имер Целмани. Уште младолик, добро се држи. Него, абе, радуј себе, Ти реков да се радуеш. Кај ми е алатката за радуење? Молим те, товариш, молим те, донеси ми алатката за радуење. Што ви ја покажав на шанк. Кафе дорпиевме. Фала многу. Абе, радујте се, бе, луѓе, радујте се, бе, абе, ке има работа. Ама, господине, абе, радуј се, бе. Ама сакавме да прашаме, еве, сега отварате. Па да, отвараме, ке има работа за сите. Ама, господине, точно дај ми ја урак. Нема да влезеш у кадар. Не се стравот у кадар ако влезе и готово. Знаеш како? Стравот клетва и после на бајање му идат, трчаат. Одма идат на бајачки, влегов у кадар. Ајде, сине, седи, плюкни 3 пути овдека и замачкај се малце. Туку да се вратиме на коридорот осу. Радујте се, луѓе, ке има работа за сите. Мислам, немој сега да ме прашуваш и да ме нервираш каде се електричните автомобили од тоа лани што го отворивме и земавме 100 милиона. Немој сега да ме нервираш што е со аутопутот Кичево-Охрид. Немој да ме нервираш што е со Качанички пат. Немој да ме нервираш и сега да ме прашуваш зошто не е направен Скопје-Петровец. Па дајте бе, луѓе, бе, радујте се, бе, малку, бе, радујте се. Јајцата ви ги смрзнавме, бе, радујте се малце, бе, луѓе. Радујте се малце. Осетивте ли дека јајцата се смрзнати? Значи, ќе може да се туцаме за празници, бе. Абе, радуј се, бе. После, не чинелова, не чинелова. Еве, бе, се гради у државава. Ама добро, нема ниеден инвеститор странски влезен. Абе, дај, радуј се, бе, радуј се. Ја што да кажам, мислам, од радости ме болат градовите, стварно ме болат градовите, не ме радуј. На времето што цицка држев сега, исушила се све. Не, можам да бидам, леле, какви безобразни вици, ништо, на подкаст, овде ќе бидеме фини и културни. Добро вечер, почитувани гледачи, мощне. Неверојатно ми е кога се бара камерност од мене и од мојата емисија, од моите изјави или која ќе исче, види го јако жобре. Абе, како се вика емисијата? Јади бурек, ти дело или тоа на сериозно? Не, па што? Ама добро. Така да, несериозен проект прерасна во сериозно несериозен и ја не се откажувам барем малце да исчачам работите туку. Значи, ако не се радуете, немојте, ја ќе ви израдуjem. Значи, имаме алатка да се радуете. Кој нема да се радуе, мачете радуе пети дел. Четвртиот се вика Мачете Kills in Space, а петиот ќе се вика Мачете радуе. Мачете радујте се. Да. Како зошто ја земав? За две работи. Прво, пепер спреј превазижена работа. Кај повеќето ова джукели не делое. Не зборам за кучиња. Па да видиме со ова, вака, онака колоноскопски, вака го подкачуеш и му викаш, брат, ела вам. Јас те сакам, братски.
Радуй себе. Абе, радуй себе. Се гради у државава, бе. Радуй себе. Легалну самопослуга си ја купив, да ви кажам, толку. Каква држава сме ние? In the darkness of the jungle, there are living jungle people. Идеме на стрим? Да? Ајде да видам колку ќе издржи. 30 секунди беше дозволено. Не ме вади од кадар, али пушти звук. Падна стримот? Не, одма сега ќе стигне сообщение. Вие, почитувани господа, ја користевте ми копирајт ово, она. Не поднесовте дека имате копирајт ово, она. Леле, која година е ова, Леле, колку сум стар! And proud, and proud. Proud in the crowd. Ке ги отворам телефоните, само се фокусирам малце околу темава. Значи, имаме коридорот 8. Коридорот 8, мада за коридорот 8 веќе расправа хрватско-кинески конзорциум. Представниците на кинеско-хрватскиот конзорциум разговар. Значи, јас се зафркавам, ама овие работава е многу посериозна. Јанко прави мајтап, ама ќе има работа, бе, радуј себе. Ја малце глуп кој што сум, тоа е. Но имам една кратка снимка од состанокот на двата CEO, на двата конзорциума, помеѓу во една релаксирана атмосфера, каде што се разговара за... каде што кинезот, замислете, не хрватот на кинезот, туку кинезот на хрватот го убедува за коридорот 8. Многу гласно треба да биде ова. Yeah, okay. Who has the number 8? Yeah, It's number 8. Kovacic, number 8. How do you say in Croatia? Which? How do you say in Croatia, number 8? The mate. Number 8. Number 8. How do you say it? Broj 8. Awesome. 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 How close to the NASA? What? Превод. Како се, значи во нивниот договор го прашува, вика, како се вика на how do you call number 8 on Croatian? Како се вика на хрватски бројот 8? И овој му вика 8. И овој вика на коридор те носум. И радост. Дај да подпишеме. Радујте се. Не, ова ми е и за чешење грб. Тука, that's the spot. Брат, многу е добро за чешење грб. Знаеш ти? Мераклија си новија работа. Сам си горе? Сам. Зар вистина си сам? Океј. Мајтап или сериозно? Приметувате дека гости многу ретко. Се надевам дека ќе се вратам у форматот за гости. Оваа емисија започна исклучиво монолозите мои и монолозите ваши. Затоа мислам така почна, така и треба да заврши. Ете го логото. Ми се сокрило овдека.
Треба нещо бело да ставам дека подобро ќе се гледа. Да. Добро, такво е мрки. Ама баш ми се свиѓа. Дај го кадарот. А. 3D принт на шољата. Шти бе, мирикл бе. Кај сте виделе ваква продукција бе? Сценаристи 27 пишуваат. 5 души стискаат само да го кликнат логото. Закон. Закон за џукели. Да, веќе имаме, добро. И скајпот го стави, браво, брат. Не ми е уклучен, али? Добро. Имаме некој на линија? Не. Ај уклучи линија 8. Да. Кажи 8. На линија те носам. Радујте се, бе. Вечерва ве молам, само со радујте се. Радујте се. И не ме тереј да го соблечам дресов да ви го покланjam. Стварно не личи. Ајде, кога ќе направам маички вака со ова лого, ќе ги давам. Вака, од себе ќе ги доби. Да. А народ ќе вришти, пишти, мене, лутило. Кај ќе ги потрошиме парите, како ни тргнало и така натаму. Слушај, ако ги префрли овие на стикче, дај му ги намалиот, нека ми ги донесе да ги аплодирам. За утре вечер, вака сега малку сериозно, минатата недела се одржа една, не можам да кажам комеморација, туку неколку наши интелектуалци се собраа на едно место и говореа за ликот и делото на Ванче Стојчев и Александар Стојчев и ние снимивме, он често пати гостин беше, и таткото и синот се починати, за жал премногу млади, изворедни. Тој е авторот на книгата за Букурешкиот договор, воената историја на Македонија, многу клучни историско битни работи за Македонија, за македонскиот идентитет, за македонската историја, капитални дела, можам слободно да кажам, и изјави нивни, како и изјави од интелектуалците, изјави од Александар Стојчев. Сето тоа ќе го спакуваме во една убава емисија. Се надевам дека ќе биде со пиетет сето тоа. Во ред? Така, тоа е за утре. Има една нова за наредниве денови, има една нова серија. Досие Скопје ја изгледавме, цела ја пуштивме. Ми се направи голем мерак. Одамна ми беше желба и љубов да ја пуштам оваа велелепна серија. Значи, изворедна серија за град Скопје. Стварно перфектно направена. Инаку, направена е за Совет за радиодифузија, што значи секоја емисија, секоја телевизија може да ја емитува. Нема ништо што би било конфликтно за било кого или во било кое време. Од политички, историски или било каков аспект. Едино на бугарските политичари може да им засмета нешто, иако не знам што, ама сигурно може нешто од нашата де-факто историја. Изворедна серија и драго ми е што и се извинувам сам на себе и на гледачите зашто порано не ја пуштив. Ќе ја пуштам, повторно ќе ја пуштам. Перфектно, една од подобрите потези на Советот за радиодифузија. Ми рекоа дека Скопје 097, значи е исто така добро направена за градов. Вечер ќе ја погледнам и ќе видам еден концепт да направам. Досие Скопје го гледав, оваа не сум ја гледал и не знам како ми побегнала од радар. Не знам ни кој ја правил, така што
драго ќе ми биде ако е навистина во тој стил слично и има интересни работи да се направи. Исто така некои емисии кои се снимени во врска со тоа така наречено шармот на Скопје, би сакал да ги направам, а гледам што се однесува до политиката, мислам лабавко, јајцата се смрзнати во оваа земја. Дечки, дали знаете колку е доматот? Не, па кога си купил ти си влегол у самопослуга некојаш. Ευχαριστόπολη, κυρία. Εντάξει, πολύ καλά. Югославо капитализда моя. Ајде, бега. Малака. Окей. Дај бе, јавете се, имам работа. Да аплодирам. Ова е Скопје 091 тука. Абе, немам слободно USB, еј. Човече. Све зема. Не. Окей, екселенте. Отворени се телефоните, знам дека ама со мал прст не мрднав да инспирирам било кого. И стварно заслужувам да ме бойкотирате и никој да не се јави у емисија, бидејќи многу аматерски, многу арогантно, многу неодговорно влегувам во емисијава, наместо така да ви дадам еден инспиративен вовед, да ве навлече да почнеме да дебатираме. Навистина мислам дека тоа е тоа. Јас се извинувам, тогаш ќе идам со најинтересните работи. Само да кажам загриженоста наша за другарот Берлускони, кој е во многу тешка ситуација, е примен во болница, тешко дише и тоа е тоа. Со лесно и со помине нашето. А дали имам некој на линија, го слушам телефонот, како мило звучно звони. Навистина. Ало, одлично. Добро вечер, повелете во програмата. Добро вечер. Да. Сакам да кажам нешто во ова што ни се случува во државата. Жалам што луѓето се поделени. Сега не знаеме чија е државата, наша или ваша. Така оди. И жалам што претениците се жалат дека еден млад господин изјави дека со неговата плата тешко се ставува крај со крај во месецот. А после 2 дена слушав дека 36.000 работници не земе јануарска плата. И човек си реков, навистина бил за жалење претеников. А тој има 30 години. А дали разбравте колку си ја покачија платата? Молам? Дали разбравте функционериве колку сега им е покачена платата со одлука на Уставен суд? Да, разбрав. И тоа, затоа што видите, како на поговорката, Господ си дал прво себе си брада, па после на другите, така си е за сега, за другите што ќе остане. Кога беа протести на
со месеци се договараа со владата, таа рече 8%. Дека немало пари во буџетот. За болници исто нема пари, а за нив имало пари во буџетот 5 милиони евра за плата за ова поскапување. Ете колку е грижата за народот. Ви сакам уште нешто, кога е грижа за народот, во собрание имаме 120 пратеници. 20 години стечајци се стечајци, а тие 20 години не успеа да најдат решение За за стечајците. стечајците. Зар уште ли не е завршено тоа со стечајците? Нема грижата, па уште некои се останати. Ме загрижува што толку му требаше пари време. одвојуваа за лубриканти. Да, за све има, за ними нема. Него жално е што ние декларативно се грижиме за народот. Тоа ми беше работата, зашто 20 години кога во собрание имаш 120 пратеници, тие меѓусобно се обвинуваат. Жалам што во собрание пратениците најчесто 70% од дискусиите се препукување опозиција, позиција. Ме подсетува на народната. Подржи го Купилево да се искаран со Рос. А зашто земат плата? Една пратеничка пред некој изјави, исто е обвини опозицијата, кога биле тие на власт, биле заробена држава, уништено земјоделие и така натака. Не кажа и остана жива. Не кажа дека свидетелство нема 2 години, нема учебници и тие што се испечатени, се со грешка испечатени. Не кажа дека 6 години рек битува не работи со 3 блока, а ако работи, изјавија директорите што работеле тамо, 85% снабдевеност на државата е. Сега, каде е тука грижата за народот, кога ти 6 години работи само еден блок, и то со намален капацитет, тешко е да копаш јагвен, подобро, полесно е да увезуваме струја. А тие што увезуваат, заработуваат пари. За кој народ тоа ние зборуваме? За А кој увезува струја? Молам? А знаете ли кој увезува струја? Па се знае кој, луѓето што се синовите од власта. Најблиските уроднинска семејна семејна врска, значи деца, сопруги на функционерите, они формираа компании, они увезуваат струја за наше добро и за тоа заработуваат, нели? Ама честно. Ете видите за кој Слушај, народ се да грижат. ти кажам една работа, гледам општата слика, добро ја владееш, еве на тебе, другите не слушаат, само ја и ти си правиме муавет. Да. Дали знаеш колку се доматите сега? Од прелеп. Точно не знам, 100 и нешто динари се. Дали знаеш, значи, доматите 95-100 денари. Дали знаеш колку метар квадратен централно градско подрачје се продава? Не знам, тоа не ми е познато. 70 денари на брачен другар на висок функционер од власта. Да. Зашто не се продава на обичен граѓанин по 70 денари? Затоа што сме ние шопска без кромит направени. Уште нешто, нели кој беше ова случај со Академијата за судии, кој рекоја од Џафери синот Переши и мојот син има право да се вработи, точно е. Не реков. За жал, јас не слушав од еден земјоделец и од еден работник детето да е во Академијата или вработено како судија. Има ли некој така? Значи, ако одиме по тоа, секој треба да се вработи. Значи, тие се, она поголка круша под круша, паѓа. Значи, детето на судијата судија и на политичарот кај што така да се вработи, а на земјоделецот земјоделие да работи, така ли е? Ако одиме круша под круша паѓа. Значи, каде не се води сметка само за своите. Нормално некој ќе каже разумно е секој се грижи за своето семејство. Уште нешто, дали кучињата лајат на стопанот? Не. Затоа што тој ги рани. Ако му фрлиш коска од 50.000, 50.000, 100.000 евра, нема да отвори. Ако отвори уста, ќе ги изгуби коската, парите. Зато, за жал, кој слушаме овој контакт емисии, народот е толку поделен, што сите што имаат партиска книжка, досега што се ни слушал,
додел за заклучок дека не треба да има глава, не му треба глава. Дека се што ќе каже партијата е најдобро. Еве, се увезува жито од Србија по 27 динари, а домашното жито се откупува по 17 до 18. Каде е таа грижата? И нашиот министар за земјелие вика, ние изготвиме 10-годишен план. То значи да почекат земјоделецот уште 10 години да го реализираат планот. Значи колку несериозно. Мислим, ете колку од самите постапки колку се грижиме за народ. Значи народ е само тој што гласува за нас. Еве до вчера не ги признаваја изборите. Значи само тие што се избрани од нив се народ, а тие другите не се народ. Значи што не се. За жал таа поделеност не оди никаде. Ево ако ми дозволите уште за ова со бугарите. Бугарите нас не признаваат јазикот, владата бугарска не го прави јазикот и до 45 сме биле бугари. Сега ме чуди председателот Радев изјави, бараме македонските бугари да влезат во уставот како уставителен народ. Ако нема македонци, како тој тогаш се оденешка вика македонски бугари? Зашто во уставот не се внесат како бугарско малцинство, а како македонски бугари тоа е стапица? Зашто уште не влезени го случав овај Колев. Бара судија во Охрид. Ќе барат министри, после ќе барат училишта на бугарски. Ќе донесат од Българија 500 Дали да те прашам, опозицијата даде еден предлог, бидејќи у овој момент државата и сите што се структури општествени, политички особено, и власт и опозиција се под огромен притисок да се направат уставни измени, и то меѓународен силен притисок и да се задоволат бугарските барања. Ме интересира твое мислење. Дали се согласува со предлогот на опозицијата за примена на хрватскиот модел на устав? За жал тоа не може да се случи, затоа што албанците нема да дозволат тоа. Значи, тоа е предлогот кога нема да биде прифатен, а мнозинството одлучува за тоа дали ќе биде прифатен не. Значи ова е као предлог, а во реалноста нема да се примени тоа. За жал, пошто едната страна не сака тоа да се случи, за жал ние сами се доведеме во таа ситуација да сме во стапица. На глушецот, ако знаат некој кој е стапица, да се фати глушецот, му ставаш малку силенце, тоа ќе се изеде силенцето и ќе влезе во стапицата. Така нас се спрема со овој бугарски предел. Зашто не влезе како малцинско бугарско, а не како македонски македонски бугари како уставотворен народ. Тие утре ќе ги покажат тие спискови што веле државјанство бугарско. Тие кажуваат дека има 100.000 не толку. И ќе барат други работи ќе барат. Значи ова ми личи мене на слапица. Зашто не ги внесат како бугарско малцинство, а не како македонски бугари? Значи не. По мене не знам, тука во политиката нема логика, има само интерес. За жал, појакиот одлучува што ќе биде. Као исто, американците корекоа дека Ирак има оружје за масно убивање. Пусти го погласно гледачот. Нешто ми се стиши. На режијата им кажал малку звукот. Не ме слушав добро. Ако ми затворите, би сакал, пошто сами знаете, големите владеат во светот. Сега, ко беше во Ирак, Америка ко влезе, со образложение дека Ирак има оружје за масовно уништување, а таа е светска сила по наоружање. Изјавата на американците ми личи на мачка. Мачката вели пред неја стои глушец, Ирак. И вика, глушецот ми представува закана за мојот живот. И после неколку секунди ќе го изеде мачката глушецот. И ќе праша што е живот. Затоа што досега кај што стапна Америка во Виетнам, Либија, Ирак и тоа, неколку милиони луѓе се загинати. Значи, што добро, значи живот? види, слушај, не би сакал па и ја таа поларизација, се слагам за агресивната политика на американците, ма и русите исто така не беа подобри во Афганистан, во Унгарија, во Полска. Значи, они исто има интервенции
и таа поларизација. Но што е поентата? Што заклучок треба да донесеме од ова? Што го кажувате? Pa ne li, pošto je prva sila u svetu, znači, taj mi dođe kao dirigent. Kako to ti delegira, tako ovdje NATO i Evropa svili i mislim, mi se slučuje to što se slučuje. I mi smo malečki, sami znate, mi sami rekao te dođe emisari, dođe Amerikanci, dođe Evropa, mora da ga promenite kao uslov da влезе Бугарија и се така натака. Сега ово ќе биде притисок, сега... Добро. Ако е тоа се, ја да ви се заблагодарам и да идам да се обидам со господинот Јоцо имаме Шаклев. Не, Шаклев ми испраќа нешто што било ова Тодор Петров. Господине Шаклев, зачувајте си го Тодор Петров, со здравје нека ви е, а ние одиме со следниот гледаш. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, господине. Повелете. Поздрав за тебе, поздрав за гледачите на ова прекрасна емисија. Вака, значи, Момент, биди на линија, сакам... господинот Шаклев, само да се чујам една секунда, а ти ќе добиеш колку сакаш. Господине Шаклев. Да. Го прочитав пишаното. Тоа Светски македонски конгрес во моментов не ме интересира. Имам гледач на линија, да ве барам подоцна, може? Види вака, тој е само иницијатор, таа е поддржана од другите партии. Декларацијата за... Океј, не сакам да учествувам во тие проекти таму и тоа јас се... Ама вие ќе си кажете што сакате. Ќе ве барам за штом заврши следниот гледач. Вие кажете си што сакате. Во ред? Океј. Повели? Вака, ја ќе зборам малку за поскапените производи, за бугарскиот предлог и ќе почнем првин со бугарскиот предлог. Значи, самата влада, кога почна да ја паѓа рейтингот и они самите си кажаа дека еве што не им се свиѓа на ВМРО предлогот, еве нека го прифатат хрватскиот предлог. И самите они го кажа, значи СДСМ го предложи, ДУИ го потврди. Значи се сложија и двете партии. Сега кога дојде више крајот каде што мора да се формира тие комисии, да влезе во процедура во парламент, во тие законодавни правни комисии за да се отпочне, за да може да се извршат промените на уставот како што е ми е запишано тамо колку месеци треба, 2-3 месеци или не знам таа процедура трае, точно докај што ветија тамо ноември месец да се заврши и видел дека се кнап со време, ВМРО им рече, еве нема проблем, ќе го прифатиме вашиот предлог, нека биде хрватскиот предлог. Еве. Не хрватски предлог, хрватскиот да, модел. Да го прифатиме, да се отворат комисии законодавни тие тамо што се у парламент и да се отпочне со неговото уредување, доуредување, шминкање вамо тамо, да биде све по закон, нема проблем. Ама кога видел дека ВМРО прифати, сега вие се повлекува. Јас знам дека на СДСМ и они сакаат. Ама они, како се вика да не употребам, под Кири им ја даден и сега овие вика не може тоа, ако не ние ќе излеземе од влада, ќе падне владата и не може да го прифатите. И Ковачевски и СДСМ го одбија тој предлог. Овој предлог што ни се нуди, овој ако се прифати низ мала врата или со притисоци како што доаѓаат сега странски мисијари да притискаат вамо тамо, тоа е фактички ние нема да постоиме. Значи, македонскиот народ и народ како го наведоа. Океј, Тони, вака само да ти кажам. Ова го елаборирав, да не ги вадам документите, не импровизирај со реченици, бидејќи прецизноста на речениците е клучна. Значи, само збори за општо, ако веќе инсистираш да ги најдам точниот текст, да не ти се мешам. Да не сгрешиш. Значи, не ни одговара бугарскиот предлог, кога што они притискаат, и предходниот господин кажа, значи не да се кажат македонските бугари,
него ако се вметнува, да се вметнуваат малцинство од бугарскиот народ, примерно. Ама да си остане преамбулата, Македонија е на македонскиот народ и да се наведат малцинствата. А нема они како што сакаат. Тоа не е припатливо. И хрватскиот предлог е најдобар. Ние сме си биле, Македонија си била од увек држава на македонците и на останатите малцинства кои што живеат тамо. И тие се наброени. Албанците си имаат држава, босанците си имаат држава, црногорците си имаат држава, хрватите си имаат држава. Сите си имаат држава. Фактички тие се малцинства од таа нивна матична држава. Не разбирате? А ние сме македонци и ова ни е наша македонска држава. Значи, ова е држава на македонскиот народ и останатите малцинства кои што живеат. Ќе ги наброиме. Тие малцинства си имаат нивна матична држава. Албанците си имаат Албанија држава матица, да не се повторувам. Значи, тоа е најдобро што може да биде. И од увек била Македонија на македонците, на македонскиот народ и на малцинствата кои што живеат. И да не зборам више за тоа, да завршиме тема. Нема какви уставни измени, ако тоа се направи фактички, ние нема да постоиме. Се брише АСОМ, се брише Илиндерско востание, се брише све комплет. Тако ние да постоиме од 45 година. Ништо. Тоа ја не прифаќам, не би гласал. И треба, добро бе луѓе, нема проблем, нека се смени уставот. Ајде, ќе седнеме у парламент, изгласајте предлог, нека се распише референдум и не со завиткани форми, како што направија за името, вакво име, такво име. Нема. Дали сте за да се смени преамбулата каде што пишува дека Македонија на македонскиот народ и останатите малцинства или не? И крај со да и со не, а не со завиткани некои имиња како што беше со преспанскиот договор. И сега, што мислиш, што ќе се случи по ова прашање? Мицковски е многу тврд и не попушта да го прифати предлогот да бугарите влезат на ваков начин во уставот, туку преку хрватскиот модел, што кое се заштитува македонската држава и дека сме ние, основачи ако не сакаат они да се спроведе тоа, ВМРО, кажа, имаше еден предлог. Во францускиот предлог да се отфрлат тие предлози и точки, поточки, амандмани, каде што се потенцира дека ние ќе видиме рамноправен народ со сите малцинства во Македонија. Значи, и нека се измени францускиот предлог, како што бараше ВМРО. Ама они не им одговара и тоа. Не им одговара. И ВМРО им кажува, сега они им паѓа рейтингот, ајде ќе формираме ние некоја комисија. Партиска некоја тамо, ќе се собереме у некој хотелче и ајде ќе дебатираме глупости. Тоа се прави во парламентот. Тамо си има законодавна правна комисија. Тамо се седнува и тамо се дебатира. Не на вакви како собиранки кои што сака да ги направи СДСМ. СДСМ го прави само колку да рече еве, ние сакаме да седнеме да договараме, они неќе да дојдат. ВМРО ќе ти дојде, закажи законодавна правна комисија, у парламент дај точка за отварање на уставот и да почнеме да ја средуваме, у тие законодавни правни комисии, сите ќе предложат предлози, амандмани вамо тамо, и ако случајно одговара на ВМРО, двотретинско мнозинство ќе се изгласа, тоа и нема проблем. А не вака на улици по некои хотели тамо да си прават рейтинзи да билдаат. Не може тоа. Јас се согласам со Мицковски и никако да не попушти. Никако. Мислиш ли дека нема да попушти? Нема да попушти, нема. Иако му претат, гледаш и шо имаше тие се све СДСМовски порталчиња, тие нивни војници, па не пишуваше, ќе ти ги убиеме децата, ќе ти ги фрлиме у Ендек. И не го казнија. Човече, не го казнија, еј. Како можеш така да се заканува? Па тоа е јавна закана со убиство, Требаше веднаш од МВР Оливер Спасовски да го уапси, како што го уапси овој порталот што беше, како се викаше тој дечко што го осудија. Одма овој јавно го на Фејсбук му се заканува. А тој какви трпа закани. Ама човекот е рекол, јас вика не прифаќам. И не сме да прифати. Ја му кажам, ако прифати слободно нека се исели од Македонија. Нема крај, нема да го сакат македонците тука више. И ја мислам дека Мицковски е во право и го поддржува. За таа тема толку.
Ако имаш да ме потпрашаш за таа тема, нема проблем, ќе дебатирам уште малку. Знаеш што, има уште многу подпрашања затоа што ова не може да остане така како што сака ВМРО, а опозицијата не смее да прифати ништо друго, ти прифатили нешто друго, тоа ќе биде смрт. Од друга страна, навистина огромни притисоци, нели стално нешто, некои портали јавуваат, Мицкоски се сретнал, ВМРО се договарале ово, она, еве гледаме, дека стварно не мрдна уште од лани од протестите која рекаа не прифаќаме, еве ги не прифатија. И тука нема што, мислам, се покажа, не е подпишено, не е договорено, се прават притисоци, доаѓаат и така натаму. Ама ова не може да остане статус кво. Ти текнуе како беше со името, промена на името. Нема, со години не го даваме, кршење кичмата, шарена револуција, не име, презиме и задникот за паркирање точат си го дадовме. Вака сега, Мицковски има право да се сретне со секого. Он е во опозиција, он нема одлучувачко нешто во себе. Да речеме сега, да каже тоа ќе биде точка. Кој го вика, он има право да отиде и да се сретне и со Заев, и со Петко, и со Америчка амбасада, и со Холандска, и со било која, и со СДСМ, и со било кој. Он може да отиде. Ја го оправдувам да слушне што имаат, да види што задкулисно прават, што сакат да направат. Значи тоа е нормално да се оди да отиде. И што има да се крие? Нека отиде. Средба си е средба. Ама он самиот јавно си кажа дека не го припаќа. И нема уставни измени, додека не се праша народот. И он самиот кажа, предвремени избори, на митинг, СДСМ, да, ние ќе го прифатиме францускиот предлог и граѓаните ќе знаат дали да гласат за нив или не. Или, ако не ќе предвремени избори, за 2 месеци може да се распише референдум. Референдум, прашање, дали сте да се прифати францускиот предлог или не. Точка. И ќе го изманипулираат. И ќе го изманипулираат како предлогот за името што беше. А да, ќе направат некој си точка под прашање вамо тамо. Значи изгубена битка е ќе биде, ние ќе бидеме бугари за 10 години, тоа е тоа. Не, слушај, Македонија патела турско робство, германско, бургарско, српско, албанско, балистичко, секако. Да, ама никогаш не се подпишала. Не. Значи ти кажувам, пак нема не може Македонија да ја уништа, да ти биде јасно. Не може. Нема да ја уништат, ама нема шанс. Ама народот ќе биде бугарски. Нема како бугарски ќе биде народот, ќе си дојде ВМРО на власт со опозиција и ќе се среди ова. Абе знаеш што, Јанко? Ние сама ВМРО вика, ние сакаме во Европска унија. Европска унија. Абе никој не е против Европска унија, само будала е против Европска унија. Оти тие што највише јадат бурек против Европска унија, пола фамилија им е таму, сонуваат како да ја здуваат од овдека. Баталија таа тема. Темата е дека ние ќе отидеме у Европска унија. Ние сме за Европска унија, арно, ама како бугари. Ние ќе станеме бугарска држава или ќе станеме граѓани на Македонија, на Северна Македонија, кои имаат бугарско потекло во суштина. Нема јасно да се смени уставот. Нема да се смени. Точка. Значи, они можат што сакат. Они сега само вака Тони, дали си свесен дека ова 20 години го слушав во емисија, името нема да се смени? Јанко, ај не биди негативен. Јас ти верувам. Истиот муабе. Не, ова не е критика до тебе. Ама не, Јанко, можеш ти еднашка да го прелажеш мене, можеш еднаш да ме прелажеш. Втор пат не можеш, бе, Јанко. Можеш Македонијцето еднашка да го прелажеш. Еве го прелажа sada само со името. Нема да биде втор пат, Јанко, крај, точка. Нема. Еднаш ги прелажа, луѓето више знаат. Па пола и повише мои пријатели што се ги имам комши и другари, имам некои што се и од СДСМ и од ВМРО, имам колеги, пријатели од ДУИ. Они самите кажуваат, не бе, вика, ја да дојде за гласање, не гласам за СДСМ, вика. Немаш ти пријатели од ДУИ. Немаш ти немаш пријатели од ДУИ. Како? Ти немаш пријатели од ДУИ. Кој немам? Имам колеги бе што комуницираме, ми дојдат на кафе, се пиеме тука, како немам колеги. Немаш. Ама тие луѓе не викаат Артан Груби, не викаат пред мене, кажуваат, вика, тој е лопов, бе, вика. Тоа беше
еден водец на шверцери на вилачка група го ставија како пиун. Знаеш зашто? Зашто ако го правеше ова Али Ахмети ќе изгубеше рейтинг. Него го ставија Груби, он целата математика е прави со крадење, за да не биде обвинет Ахмети. А затоа го ставија. Тони бе, абе радуј се бе, Тони, ке се гради коридор бе. Абе радујте се бе, ке се гради коридор 8. Абе чекај полека малце бе. Абе ја ти викам само радуј Абе се. не биди негативец, не биди негативец. Ја негативец, па ја ти викам радуј се бе. Слушни ме сега. Значи, кога ќе помине ова сега, ќе има нови избори, ќе дојде нова власт, дуи први ќе го фрлат Груби во затвор. Ја ти кажувам. Слушни ме, он е само оставен како марша да краде он за сите. Зашто ако крадеш Ахмети ќе му падеше рейтингот. Абе, И да не радуј завршиме за таа се, тема. бе. Да завршиме за таа тема што сакат дека прават тамо. Не можам тоа е ја, интимна политика. сакам да се радуеш бе, човек. Зашто Види да го се Артан радуем, како бе? се... Па, еве го, слушни го. Ајте, радувајте се, ве молам, радувајте се гради во држава, значи сите ќе имаат работа, ќе биде добро за цело општество, за сите граѓани и мислам дека мичката може ми да ви ја поклонам ако сакате. Ајте, радувајте се, ве молам, радувајте се гради. Како се вика коридорот што го градат, Тони? 69 помеѓу двете колицини партии. Браво, царе! Најбољи одговор до сега. Е, така. Слушни ме сега. Значи, ова што се случува во државата, јас имам решение кое што можам да го решам за 2 недели. Збориме за покачените цени во маркетите, во дуќаните и во државата. Ајде, Како? како? Под еден, да најдеме начин како да ги натераме овие масони и бизнисмени и богаташи да не им фрлат мито на владата за да зимаат бенефити. Како? Како? По 2. Како? Пишам портал. Јас од денеска, јас тој више не пазарам. Сега ќе набројам, ќе ми опростат, не морам потенцирам точно за кој, ама морам да почнам од негдека. Јас тој од денеска наредниве 2 недели, додека оваа компанија не ги врати цените март месец прошлата година, ја 2 недели више нема да влезам во Тинекс да пазарам. И 2 недели не пазарам. Ќе ми пише доле коментар и ја не пазарам, и ја не пазарам. Цела Македонија 2 недели да не пазари во Тинекс, Тинекс нема да му даде мито на владата за да му дадат бенефити да може да краде. Утре 2 недели цела Македонија нема да пазариме во Веро. За 2 недели ќе рикне Веро, ако случајно не ги намали цените. Цели сите граѓани ги викам 3-та недела, во К-маркет нема зариме. 2 недели да не влезе човек во К-маркет ќе затвори. Ако не ги врати цените назад. А за да ги врати цените назад, ќе треба да престане да му дава мито и корупција на владата. Ете го решението. Само треба сложен народ и да се направи тоа, можеме за 2 недели, како предупредување. 2 недели предупредување цела Македонија да не влезе во К-маркет. Па ако се договориме и у петок ќе мрсиме да му се не види. Марио, значи слушај. И така, кога ќе видат овие дека немат чар, нема да им фрлат мито и корупција. Во суштина, Тони, да не биде наопширно ова, те разбрав, добра е поентата, те разбрав поентата, во суштина граѓанска непослушност ти сметаш дека може да помогне за ова, така? Па само така. Не, знаеш што, предупредувачки. 2 недели, само 2 недели. Нека не влезат у таа не наведам по име, у таа компанија 2 недели Добро, ние за Македонија. сватено, не мораш толку се повторуваш. Океј, ова го елабориравме, важно јајцата да не се смрзнати. Да. И за спортот на крај. Ајде Вардар, напред Вардар! Сега, јас се повторувам на секоја емисија кај тебе и сега ќе се повторам само 10 секунди. Чекај сега, ова каде е бе? Ова е у Шехерезада влеговме бе, Ај ако сакаш едно 5 индијанки за колеги бе мој. Шехерезада е ова бе, брат, новата. Не си бил? Гледај, уживај.
Океј, одиме со спорт и нашиот Вака. спортски дописник од... Вака сега. Еве го почна сега да се прави тоа што јас го кажав и од кој што се плашам. Значи, ја ќе се повторам 10 секунди зашто претходно кажав на твојата емисија, стално и сега ќе кажам. Значи, имам јас група која што сум вклучен таму овие комити, навивачки групи кај што се допишуват и стално читам. И како кога ќе се некоја утакмица заврши Вардар и се препукаваат навивачите, шверцери викаат на Вардар. Абе вие можете колку сакате да се радувате, додека Артан Груби е со нас, вие никад Вардар нема да влезе во прва лига, никад. И Вардар беше еве скоро 2 недели прв во втора лига и кога еве ги се здружи Беса, се здружија сите и направија скаламуци како што права со тие судиите и Вардар еве го сега на второ место, Гостивар си дое трето и сега наредниве 2 кола ќе видиш Вардар ќе отиде трето место, а само првите двајца влегуваат во прва лига. И Вардар нема да се влезе. Дај ме ваму. Чекај сега да те Додека- прашам. Зошто, Кажи. што толку им смета Вардар да биде у прва лига? Значи, понижувањето ли е битно? Што е поентата? Абе Вардар ти е Македонија, Вардар ти е Скопје, Вардар ти е Значи, све. понижувањето, да се понижи... Да се понижи. Това е. Му ги сопра сите спонзори што му беа на Вардар, им дојдоа инспекција, трудова, ваква, таква, и се повлекоа тие финанси, тие компании што го финансира. Нема Слушай, бе, пари микрофон. да плати на фудбалерите. Зашо? Вика, јас не можам да ти дам пари, ако ти дам ќе ме затворат компанијата, имам притисоци. Самите луѓе така и избега сите спонзори на Вардар. Значи од сите страни сега гледа да го уништат Вардар, човек. Катастрофа. Колку години Вардар е у втора лига? А сега оваа година. Оваа година е само? Година и пол скоро. Аха. Значи, Нема, не, една катастрофа. сезона или 2 сезони? 2 сезони. Ама, Јанко, овој што е председател на фудбалски сојуз, тој е десна рука на Дуи. И тој самиот си го направи сега реизборот. Си потплати луѓе таму, сам, си состана тајно со собрание, си го изгласа пак. Абе, како можеш така, бе, човече? Ова е ненормална работа. Чекај сега. Тони, од режија ми пратија, имаш екран пред тебе, телевизор? Не, у друга просторија сум. Те избрка госпожата. Да, ја разбирам, управо е. Спрема нешто за на работа цел ден. Па така, и тебе со кучето и мачето таму у двор. Слушај, ја ја гледам сега табелата, најнова, овде стои дека Вардар има 55 бода пред Воска Спорт. Не, таа е стара табела. А ова е стара табела. Стара, Воска е прв, Вардар е втор, Гостивар е трет. Таа е стара табела. Сега пред неколку дена игра имаше, Вардар изгуби у гости, Воска тепаше и Гостивар тепаше. Аха, значи ручки од тупани промоција ќе видиме. Абе, осте ќе го уништат Вардар. Не знам, ја ова Македонија не знам кај отидоа. Овие дојдоа на власт, све уништија. И фудбал, и ракомет. Еве го човекот овој што беше Самсоненко, финансираше Вардар, финансираше, градеше цркви, финансираше секдека. Абе, му се пикна, човече. Океј. Еве до сега утишат у врат да му го земат официрски дом. Аман, бе, више, аман. Кој официрски дом? Го направи Вардар, ја направи Македонија европски шампион 2 пати, бе. Кога ќе дојде Македонија со негова помош, бе, финансирање, плаќање? Ало, ќе ти се качи шекерот полека. Нека ми се качи, да ти кажам, више ми е дојдено преку глава, више ова. Аман, више, и овој народ македонски, дај нека се освести, више. Не се освестува. ова, И више, сега не се трпење, ова. освестува. Што правиме? Не се Како што? освестува. Ништо, ќе му дишеме на ВМРО власт да издржи. Нема подкрепнување крај. Сега има предвремени избори, ама народот ќе му диши на ВМРО врат да не сме ништо да прифати. По никоја Ајде цена. бе, радуј себе малку бе, радуј Радуј се. се. Што да се радувам бе на поза 69 ли? Ајде, Еве молим на те, што да тамо се те драго. радуеш. Еве Пазимо на што да се држава, радуеш. значи сите ќе имаат работа, ќе биде добро за цело општество, за сите граѓани и мислам дека мичката може ми да ви ја поклонам ако сакате. Дајте, радувајте се, ве молам, радувајте се гради во држава, значи сите ќе имаат работа. Океј, ќе одиме веднаш со следниот гледач, само имам неколку
пораки од Вибер. Слушај, од преска чека човеков, ќе го вклучам во програма, преска што го исклучив, така да господинот Шаклев бара да се вклучи во програма, па да го чуеме неговиот став по ова. Еве, го барам во овој момент. Еве, ќе ме вклучиш ли во програма? Господин Шаклев, ако не кренете уште 3 звонења. Еве, одлично. Господин Шаклев, дали се слушаме? Па да, еве се слушам. Ве молам, зборете нормално, нема ративко, за да ве разберам и јас и гледачите. Повелете, подиумот е ваш. Повелете, говорете, ве молам. Добро, не дека малку доцнила. Нема доцнење. Баталете телевизорот, ве комуницирам по Вибер, ме слушате убаво, почнете, нема да ве прекинувам. Ве слушат. Прво имам конкретни предлог за тебе да повикаш некој од малите вон парламентарни од малите вон парламентарни партии. Значи лидери, како што се Бачев, од Интегра, Лјупчо Ристовски, од сите оние други македонски партии кои што се декларираат, но тоа кои што не се активни учесници во македонскиот парламент. Првото прашање кој што ме интересира е декларацијата на Светскиот македонски конгрес и на Тодор Петров за немеливоста на името на Македонската православна црква и Охридска архиепископија. По тоа прашање воопшто немаме информации, ниту пак официјален став од синодот на Македонската православна црква. Така да голем дел од македонската популација, од македонските верници ова прашање сака да го слушне елаборирано, издржено и да се произнесе по тоа. Втората работа која што е интересна, значи на македонската политичка сцена практично имаме две големи политички партии, ВМРО ДПМН и СДСМ, кои што неизменично паралелно се минуваат, и како трет фактор на со работа постојано се појавува партијата ДУИ, која што скоро 30 години обстојува на македонската политичка сцена, но на штета на македонскиот народ. Која е формулата? Се извинувам, ја би ве замолил да не правите долги паузи без говор, кога ќе се јавите, почнете и ве молам, бидејќи од режија за малце ќе ви исклучам, мислеа дека прекинавте да зборите. Добре. Значи формулата е следна. Сите македонски вон парламентарни опозиции најдобро е да се соединат и коалицираат во една заедничка коалиција, да речеме дека биде македонска алијанса, еве интересна е. Таа македонска алијанса има таква сила и моќ, што секогаш таа ќе одлучува кој ќе ја формира едната влада, а нема да одлучува нити алтернатива, нити алијанса, нити и овие партнери кои што се ја влегуваат во новата влада, се со цел да обстојува ова виртуелно мнозинство. И практично ДБР треба да дефинираат 5 точки основни национални обележија на македонскиот народ. Како еве, ја слушав претходната дискусија на вашиот гледач, нели, прашањето околу променен уставот по хрватски модел и така натаму и така натаму. Значи, постојано ние практично имаме потреба да имаме радикална македонска коалиција која што ќе држи црвени линии, преку кои не може едноставно да се помине. Тоа е формулата за успех за промена на власта и Христијан Мицевски како лидер на македонската најголема опозицијска партија која е присутна во парламентот практично мора да го прошири фронтот со коалицирање со сите помали партии. А зошто не коалицираат? Ја мислам нема... Интересно прашање зошто не коалицираат. По голем дел од прашањата сите помали македонски партии нормално дека имаат низок рейтинг или евентуално не ги спустуваат во анкетите. Сите те имаат своји ставови, погледи и така натаму и така натаму. Јас не сакам да дискутирам како некој политички аналитичар, но сведоци сме дека во македонскиот парламент како представници на македонската кауза се јавуваат ВМРО, ДПМН, полицијата и левици. А од другата страна е СДСМ и Алтернатива, Алијанса, ДУИ,
МУИ и сега така натаму да не ги наредувам сите други албански партии. Значи, голем дел од македонската популација практично е дезориентирана. Значи обединување на опозицијата за еден опозицијски македонски блок. Со цел да можеме да направиме реална основа за враќање на името Република Македонија и ова што се случува сега со состојбата во Македонската православна црква, Охридска архиепископија, практично да биде прашање една за секогаш затворено. А не да бидеме постојано под влијание на Српската православна црква, па не знам на Вселенската патриаршија, па не знам на Московската патриаршија и така натаму и така натаму. Значи македонскиот народ практично треба да се обедини в темели под главен темел треба да биде Македонската православна црква. Еве јас можам да кажам слободно дека најголем духовен водач е владиката Агат Ангел, кој што секогаш се јавува гласно да го одбрани македонизмот. За разлика од него, ние немаме чувство дека некој од владиците е толку гласен и јасен по тоа прашање. Океј, ви благодарам за темата. Ако сте ме следеле некогаш во живот, Добро? теми за црквата кај мене немало никогаш. Добро, меѓутоа прашањето Не. Веднаш Прашањето одека е е рез, во господине, моментот многу се извинувам, како ви се свиѓа? Значи вие прв пат изгледа ме слушате, гледате, се јавувате. Ја ова 20 години сум рекол дека сите теми кај мене може, освен за МПЦ, за верата, нема да се збори кај мене. Освен ако дојде некој гостин, па он да си земе. Со гледачи, не. Не, тоа е мојот принцип. Дали ќе прифатите, ви се допаѓа ово, она, слободно дебатирајте на друго место. Ако имате нешто друго, значи ја рипаме темава и сега, дали ќе се нафатите на нешто друго, еве во врска со политиката или спорт или што и да е, или тука е крајот. Нема никој. Добро. Благодарам за јавувањето. Да, ало? Ало. Добро вечер, Јанко. Добро вечер. Ја, Господинот, Добро ти му се заблагодарувам на господинот Шаклев и уште еднаш да ви биде јасно на сите. Во мојава емисија теми религиозни за исламска верска заедница, еврејска верска заедница, а особено за Македонска православна црква, никогаш не сум ги дозволил. Никогаш. Како сакате тумачете ме? Како са? Ја ова 20 години, ова е мојот принцип. Ова, за овие теми, овде не се збори. Има многу места, имам други, слободно, како сакате, тумачете ме. Овој владика чинел, овој не чинел. Тоа нема ништо со врска со мојата вера, туку само раздор во македонскиот. Овој бил добар, овој македониста е, овој не бил македониста. Јас сум влегол во верата не заради македонизмот, туку за спас на мојата душа. Тоа е моето, затоа сум у црквата не е министерство. И тоа не е нејзина работа. Што год другите да си мислат и си прават. И они тоа прават. За да немам ја расправа со луѓе кои сметаат дека црквата треба да се бави со национални интереси, иако црквата има 5, да не се менува името, да не се менува идентитетот, да не се менува јазикот, да не се... Значи, еднаш излезе, пак ја прогонува, јас сум ги читал во емисија сообштенијата на Синодот. Само Синод така, сегде, не само кај нас, сегде. Синодот така, едно сообштение и крај, и они не го менуваат. Арно, ама политичарите кои треба, знаат дека народот е малку овца, брзо заборава, и викаат, ете, не ви кажуе, они се против Македонија, они ги продаваат, па си прават. Правете си што сакате. Нема никаков проблем. Апсолутно ве разбирам. Затоа што не можеме да се докажеме, а не сте потполно во право, иако сметате дека со највозвишени цели сте и дека сте вие праведниците, а сите други грешат. Знаеш, мене па ми е навредливо. Ја сум во црковен 5 децении, ја 4 децении сум активен црковен живот. Црква не е само свештенството и владиците. Црква сум јас.
Тој верник што е редовен, што е редовно на литургија, се исповеда, се пречестува, тоа е исто црква. Океј, долга и широка е темава во Страстна седмица и се надевам дека ќе ме разберете. Ако не ме разберете, искрено, многу ми е жал. Но, кај сакате, лоцирајте го проблемот во мене или како сакате, јас знам што зборам и знам кои ми се принципите. 20 години. Разбирам дека некој не ме гледа, не ме слуша, ќе одлучи да се јави. Ворете, респекте, така треба. Но, завршена е темата. Завршене. Тие ниски, политички, националистички теми преку црква, кај мене нема. Нема. Можеме за црква да збориме за дух, можеме да збориме за воскресение, можеме да збориме за причеста, можеме да збориме за верата, можеме да збориме за зборовите на Исус, за пораката, за заповеста на љубовта, можеме да збориме за подвизите, можеме да збориме за светиите. Ама за тоа, не. Си имате Јас за тоа што вие сакате да зборите, го очекувам од министерство. И тие треба да го направат. Океј, имаме гледач на линија и со него завршуваме вечерва. Добро вечер, повелете. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, господине гледач, повелете. Поздрав за тебе и за гледачите. Нема, затвори ги телефоните. Повелите, молам. Здрави и живи, да. Вака се не се последниот на Вибеш збора се. Предходниот гледач внимателно го слуша. Сега, целата гужва е во политиката околу преамбулата. Предлага човеков се збореше, рече Македонија е на македонскиот народ и сите малцинства во Македонија. Хипотетички, ја не знам како ќе биде, но предпоставувам дека ќе има реагирање од албанските партии во Македонија сите. Нема да се согласиме сигурно така, затоа што ние сме од најголем број од малцинствата. И сега од народ, по ранковниот договор, со признат јазик, признати многу права, да ги напоменувам се сите. Ако речат челниците на политичките партии, кои се од албанска националност, ја не викам албански, затоа што ние заеднички јазик имаме ние со Албанија, но Албанија не е наша, не е матична земја наша. Ние сме тука со векови родени во Македонија, сме се бореле, работиме, имаме народни херои за време на НОП, Бајрам Шабани од Куманова, Иве Паликуќа од Демар, се бореле за оваа земја. И сега од народ да станеме малцинство. Јас мислам дека најверојатно се предлага на македонскиот народ и албанската националност и сите останати малцинства. Сега, дали е фер, ова станува се збор само за бугарите, од моментално регистрирани 3 или 520 бугари, да се направи ова цела уѓурба, да се одземат права на многу други националности, е нефер. Но како ќе биде, не знам. Веројатно овие денови ќе се слоснат сите партии, сите челни луѓе и ќе донесат некој заклучок. Така да, мислам дека тешко ќе биде таа преамбула само на македонците. Мора да биде и на албанците. Значи, ние сме преку 20%, околу меѓу 20 и 30%. Така да, стварно, отсад се работиме за оваа земја, пошто тука живееме, тука сме се родени, и дедо, и прадедо, и прапрадедо, и не знам, уште колку векови има пред тоа, појма не. И нема да биде лесна работа. Ќе биде малку тешко, али верувам дека ќе се најде модус.
Окей. Ja толку ви мол. Ја Али ти чао, благодарам како за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Во меѓувреме се прошетавме низ Брисбен и Аделаида и некои убави австралиски градови. На крај да се поздравиме. Еве еден убав, еве во Сиднеј како се вее и македонското знаме. Океј. Благодарам режија. Тука ќе завршиме. Утре ќе продолжиме со емисијата. Ние сме во македонците кои се од православна, граѓаните на Македонија од православна вероисповест се во страстна седмица. Ние се подготвуваме за Великден и така. Океј. Се надевам дека ќе ги спуштиме малку топките. Не ми замерувајте, ни ја не замерувам, да имаме смирен дух. Имаме иста цел, ама различни погледи како да се стигне до таму. Тоа не треба да не разделува, туку да работиме на тоа како да ги постигнеме тие цели. Ја секогаш сум тврдел и сум викал дека со прозивки, со не знам, да се правам попаметен од да им кажувам ја на македонската армија или на полицајците или на специјалците како треба да прават и што да прават. Секој во својот сегмент може да дојде. Но добро, политиката е реал. Битката за рейтинзи е безмилосна да се наметнеш и апсолутно стои тоа такво што нема замерување, па дури и да ја преминува границата на дозволеното и така натаму. Во секој случај, на подолг рок, ако е нешто добро посадено, тоа ќе фати корен. Ако е нешто накриво насадено, нема. Ја ви благодарам. Утре вечер започит кон Ванче Стојчев и се надам уште некои интересни работи ќе ни се случуваат. Благодарам за вашето внимание. Ми представува огромна чест кога се јавувате, без оглед дали се согласуваме или не, дали сте кажале нешто што мене ми годи или не, но ми представува огромна чест што сте одбрале да се јавите во оваа емисија на оваа телевизија. Лека ноќ и пријатно почитувани.